Можам да кажам дека сум делумно задоволен од пресудата на судот. Прво, во однос на самиот судски процес, би сакал да ви се заблагодарам што го следевте. Во исто време, морам да истакнам дека во судот односот беше коректен, како што не беше односот на тужителот, на Вице Заев, кој што од скупно 4 рочишта се појави на едно. Денес дури ни адвокатот негов не дојде, што само покажува колкава почит имаат пред судот, пред институциите, пред вас јавноста и пред мене како тужен во овој случај, затоа што кажав, ќе повторам, не го тужам јас, него тој ме тужи мене, така што природно е да е тука ако решил да ме тужи. Во однос на одлуката, очигледно е дека судот, односно судијата, заради кој стои на другата страна, бил под сериозен притисок и се обидувал она што е очигледно и што е јасно, да го направи на начин што Вице Заев нема целосно да го изгуби образот, но за тоа, кога ќе ја добијам пресудата на писмено, ќе се жалам на апелациониот суд и моја цел е целосно да ова тужбено барање биде одбиено, а не делумно како што кажа судот. Задоволен сум во делот каде што тужбеното барање е одбиено во однос на материјалната надокнада и во однос на делот кој што се однесува на главен бизнис фактор во државата. Во однос на делот на наместени тендери, јас јасно кажав, вие бевте сведоци, дека тој дел од изјавата се однесува на работењето на владата. Тоа беше јасно слушнато од сите вас и кога тонски одеше изјавата, но повторувам, очигледно заради притисокот кој што се врши врз судството во Република Македонија и јавен и позади завеса, се обидел судот она што требаше да е 100% одбивање на тужбеното барање, да на некој начин го избалансира, за колку толку да може Вице Заев да го задржи образот, но нема да го задржи образот, затоа што во апелација ќе го изгуби и овој дел. Во однос на тоа дека Вице Заев е главен бизнис фактор во државата, денес потврди судот, а вчера потврдија граѓаните на изборите со резултатот кој што го имавме, така што оверено на избори, потврдено од суд, Вице Заев е главен бизнис фактор во државата.